Па видите, коалицијата Вреди на самиот почеток беше осмислена како виден опозицијски фронт, да му наштети на Дуи, да го смени Дуи, да го прати Дуи во опозиција, меѓутоа легитимно, така. Што е легитимно за секој чинител политички на сцената на политиката во секоја држава. Меѓутоа, многу е тешко да се функционира со 4 лидери. Впрочем, тие беа 4 искусни политичари во независноста, кои што со своите политички партии, апропо нивните позиционирања и очекувања преку своји видни интереси, кадровски или политички, беше тешко да се одржат. Најмногу што само да го потенцираме нивното предизборно ветување дека се за уставни измени и дека ќе бидат гарантот во владата на Мицковски дека уставните измени ќе се вклучат, чинам прво им беше 6 месеци, па потоа беше 12 месеци, а од една страна гледаме дека воопшто не се зборува за евроинтегративниот пат на државата и многу е поинтересна нишката помеѓу Орбан, Вучич, можеби Путин. Мислите дека главната причина поради која дојде да ја кажеме разделбата во Вреди се неможноста за исполнувањето на главното ветување уставните измени? Јас сакам да верувам во тоа. Јас сум непоправлив оптимист дека секој во политиката влегува со честни намери и застанува позади она што го зборува, се залага максимално до крај за она што го ветил и презентира пред граѓаните. А токму коалицијата Вреди или Влен го ветуваше тоа дека ќе биде гарант. Сега го гледам од една страна дека Таравари срамежливо, но неколку пати потенцираше дека тие биле едни од главните протагонисти за сочување на уставните измени, за отварање на уставот и отварање на преговорите, бидејќи навистина е многу депресивно за нас сите жители на Македонија, независно од етникум, да ја гледате една Албанија, да ја гледате една Црна Гора како смело, храбро, успешно чекорат во отварањето на поглављата и не прешишуваат на таа наша трака, каде што не така одамна, пред неколку години бевме лидери и посочувани како земја која што е пример за евроинтегративниот процес. Па еве ја, например, тука би ја гледал причината за растурање на Дуи, меѓутоа како Социјалдемократски сојуз на Дуи, се извинувам, на Влен и на Вреди, пардон, моја грешка, го гледаме многу внимателно целиот процес како ќе се одвива и како ќе се развива во натамошниот период, бидејќи не очекуваат локални избори. Таравари најави дека ќе оди со сопствени листи за советници, дека разговарал неколку пати со лидерот на Европскиот фронт господинот Али Ахмети. Да, одлуката е да одат сами за листи за советници, меѓутоа уште не е одлучено